Тоа што ни се случи ни се случи буквално, значи предигра на 27 април. Тоа ни се случи, односно генерална проба, ние барем така го нарекуваме, на ова што беше на 27 април, така? Во 4:30 са бајле, наклоци и запартали и надвор во снегот. Ете, тоа ни се случи. Меѓутоа, тоа конкретно на никој начин не влијае на нашата синдикална работа. Друго е нешто тоа што нас не боли и не засега подеднакво како и се соживуваме со сите овие приказни што вие ги раскажувате. Имено неизбежно е овде да се постави прашањето, а што е тоа социјална правда? Јас сум цврсто убедена дека за еден работник социјална правда е да добие вистинска верификација на својот труд. Да добие тоа што се вика достоинствена плата, иако никој не знае да ви каже, а што е тоа достоинствена плата? Да не мора да проверува во листата која ќе добие платата, дали му се запишани сите прекувремени, празнични и така натаму часови. Да не мора да прима дел од својата плата на рака, заради да остане повеќе во джебот на неговиот работодавец, односно да биде дел и од компанијата, да биде ценет и од својот работодавец и во општеството како рамноправен граѓанин. Работниците во Македонија веќе престанаа да бидат равноправни граѓани на ова општество. Вие сте разговарале со колку луѓе во 13 градови. Ние како синдикат сме разговарале со X работници од Дрексел Мајер. Дрексел Мајер работува преку 5000 луѓе. Ниеден од тие работници не искажал благодарност, без разлика дали бил вработен како партиски активист или случајно бил вработен. Ниеден не искажал благодарност за работното место што го добил, бидејќи работното место му е под секакво достоинство на трудот. Сите рекле дека прва прилика што ќе имаат, ќе го напуштат таквото работно место. Арно, ама ова што вие го викате граѓански активизам, да, ама работнички активизам се уште не. Значи, ние во ова општество изградивме современи робови, изградивме луѓе кои што не се усудуваат ни синдикално да се организираат, а камоли на поинаков начин да го кренат својот глас. Ние, за жал, дојдовме во ситуација да го распродаваме и последниот и највреден ресурс што го има државата, а тоа се работниците, да го распродаваме за џабе. Дојдите во Македонија заради тоа што имаме ефтина работна сила, заради тоа што ќе добиете работници послушни и безгласни букви кои што нема ни да прашаат за своите права. Тоа им се нуди, тоа е дел од она политика на привлекување на странски инвестиции на претходната влада. И како синдикат, односно како синдикални представници, ние секако ќе настојуваме и понатаму многу да се го оставиме на прво место трудот, неговото височество, неговото височество трудот од кое што потекнува и доаѓа се во општеството. Значи, тоа ни е нас приоритет и не е толку битно дали се добри законот за работни односи, битно е да се спроведува и таков каков што е. Ние имаме да не се спроведуваат законите и такви какви што се. А секако дека со договор на одредено време ние не може да оствариме синдикален активизам. Луѓето не може да ги ослободиме, бидејќи тие се буквално тотално зависни од тоа работно место и од тие никакви минимални примања што ги имаат и не можат да си дозволат да бидат активни заради тоа што се свесни дека тоа ќе се одрази на нивниот статус како работник. Меѓутоа, затоа тука дискутираме со колегиве за граѓанската повелба. Значи, граѓанската повелба е буквално дел од статутот на синдикатот.
А зашто постои синдикатот? Имено, ние сме, точно е, интересна организација, интересна во смисла дека во неја се влегува од интерес, за да некој интерес мора да има работникот за да биде член на синдикат. Меѓутоа, се уште во законодавството наше има многу високи квоти на репрезентативност за синдикатите. Тоа е исто така дел од смислената политика да се руши и улогата и местото и позицијата на синдикатот во општеството како институција. И на таков начин, за жал, ние не сме западноевропско општество, каде што со тек на 100 и кусур години се изградила културата и на социјален диалог, и на институција, местото и на институцијата синдикати е познато. Ние се уште треба да се бориме за основните предпоставки, за да може синдикатот во нашата држава да биде тоа што треба да биде. И во тоа име многу ми е драго, уште еднаш ќе речам, што сме тука и што сме, еве, макар на крај дел од овој проект на Цивил, и со задоволство ќе ги поддржиме. Благодарам.